Продолжи судењето за случајот онкологија 2 кој се води против поранешниот медицински и економски директор на клиниката за радиотерапија и онкологија Нино Васев и Нехат Нухи за несовесно работење и финансиски криминал. Денеска во Основниот кривичен суд Скопје беа сослушани двајца сведоци предложени од обвинителството. Имено првиот сведок вработен како доктор на онкологија и член на управниот одбор на клиниката, рече дека на седниците на управниот одбор биле присутни сега обвинитите Васев и Нухи, но дека не се сеќава оти тие им реферирале за набавките и економската состојба на клиниката. Ние сите бевме доктори, а економистот кој ни образложуваше, и ако не се сеќавам точно, ни кажуваше бројки врз основа на што ние сме одлучували или гласале за точките кои биле на дневен ред. Сведокот зборуваше и за имуно и биолошката терапија на условен буџет, за која појасни дека се аплицира на пациенти според нивна соодветна апликација. Вториот сведок, пак исто така вработен на клиниката за онкологија, зборуваше за пациенти кои тој ги лекувал и за кои давал терапија и во кои услови, но и кога се применувале конкретни лекови. Еден од адвокатите на обвинитиот Васев по завршување на рочиштето истакна дека обвинението против Васев и Нухи е неосновано и политички монтирано врз основа на економско вештачење од лица кои се исто инкриминирани. Во еден економски предмет кај што треба да се докажува тешка финансиска злоупотреба на службата пложба тешка 35 милиони евра, ние слушаме доктори кои што ни зборуваат за аплицирањето на имунолошката, така наречена биолошка терапија во одредени случаи, што е предмет на медицинскиот предмет, не на ово. Обвинетите Васев и Нухи на почетокот негираа вина за делата кои им се ставаат на товар. Судењето продолжува на 6 ноември за кога се повикани повеќе сведоци предложени од обвинителството. Инаку, Кривичниот суд во јуни годинава го одобри обвинението против поранешните директори на клиниката за радиотерапија и онкологија за злоупотреби, измама и проневера во службата од 2018 до 2022 година. Според обвинението, тие незаконски набавувале лекови, ги прикривале преку фиктивни тендери и присвојувале дел од терапијата, со што го оштетиле буџетот за речиси 36 милиони евра. Покрај ова, против Васев и уште двајца лекари онколози се води уште еден случај за несовесно лекување пациенти.